Комер, разовните институции ширум Републикава. Малку повеќе нова тема во продолжение од денешнава утринска нателма ќе зборуваме со Ана Битулјану, инакумирован работник, и господинот Рамадан Салиу, професор по биологија во Средното училиште Зефлиш Марко. Добре ни дојдовте. Благодарам. Од страна на Мегеши актуелна кампањата која што ја започнавте, ако не се лажам, на 27 септември, ќе трае до 27 овој месец. Станува збор, односно насловена е "Мирот е секој чекор". Имате нели за цел, како што спомена, воведување на мировното образование. Пред се, како еден мал вовед за гледачите, за каква кампања станува збор, со какви се активности досега ја одбележавте и какви се нели плановите се до 27? Кампањата е со фокус на мировно образование, односно воопшто на било каква работење во правец на градење на мирот. Препознатлива е по билборди и сити лајтови во низ цела Македонија, во кое што зборот мир е испишан во заедно во еден чекор, една млада особа што го изведува, и пропратено е со мировна порака "Мирот е секој чекор" на сите 6 јазика. Главна некоја цел ни беше да поттикнеме по-широк, во јавната сфера да отвориме простор за дискутирање на тема мир и за мировно образование воопшто, како нешто што сметаме дека ни е неопходно во денешно време и со оглед на состојбите во општеството, а друго воедно да дадеме поддршка на училиштата со кои што работиме веќе низа години наназад и кои се доста невидливи за јавноста. Они вложуваат огромен труд, изведуваат различни активности, се трудат да креираат база за едно поинакво општество и при тоа би можеле да бидат на известен начин и показатели на кој начин се е возможно да се бавиме со младите и со прашањата поврзани со мирот. Да, вие споменавте повеќе средни училишта на територија на Република Македонија, но ми кажавте дека имате и дел од основните, но и опфаќате најмладата публика, односно најмладиот народ во смисла на децата во градинките. Како оди образованието, мировното образование кај овие луѓе? Тоа се теми и контексти содржини кои што се прилагодени на возраста. Сметаме дека никогаш не е ниту прерано, ниту предоцна да се бавиме со мировни прашања. За најмладите е процес низ проектот Прецеде, кој што е насловен "Помирување во ран детски развој", меѓутоа исто така учи за она што се учи и во основни и во средни училишта, развивање на емпатија за друг, разбивање на свест за сопствена одговорност, надминување на некои меѓуетнички поделби, се она од што сме обременети. Обременети сме и како возрастни, а како деца им го ставаме во наследство истиот некој принцип и модел на однесување. Рамадан, како е во Средното училиште Зефлиш Марко? Вие сте професор по биологија тамо и проектот всушност на Мегеши кампањата е активна во вашето училиште. Како се одвиваат активностите? Благодарам, првен. Во нашето училиште е вклучено во оваа програма веќе втора година. Во првата година беа вклучени 6 мои колеги, професори, и оваа година исто така се вклучени мои колеги. Ние го обележавме Светскиот ден на мирот 21 септември со една голема кампања. Се одржаа работилници во нашето училиште, во вторите и во двете смени, значи и во првата и во втората смена. Мотото ни беше "Се стремиме кон мир". Учениците има голем интерес, негде над 300 ученици зема учество во разни видови работилници, пишување на есеи за мирот и други значи сепак сакаат да партиципираат, значи има интерес од нивна страна. Беше многу интересно и затоа што зборот мир секојдневно го употребуваат, но дали ја знаеме суштината форма на и значењето, да. Да, затоа се мислев суштината на зборот е малку во ова време преиначена во друга форма, затоа ние сакаме на младата популација, значи учениците, да им прикажеме што е тоа мир и како тие да постапуваат. Нашето училиште е значи си учат само албанци, но имаме голем број на ученици, негде на 2000, си доаѓаат од разни фамилии, од разни средини и сепак си имаат
разидувања, си имаат проблеми, затоа ние преку ова неформално образование, неформални активности, сакаме и тие мали проблеми што ги имаат во себе, меѓу себе, да колку е можно да ги отстрани, на мирен начин. Да се решат на мирен начин. Да. Што представува мировното образование, односно какви се активности се вклучени во рамки на истото во текот на не само на оваа кампања, туку вие постојано тоа го работите и го промовирате, и како реагираат еве учениците во другите училишта низ Македонија, например во некои помали средини? Некоја основна поидовна точка ние дека мирот не е само отсуство на војна или директни конфликти кои што се видливи. Во тој правец одиме кон сензибилизација, препознавање на различни видови насилство и што е она што би ни помогнало тоа да го намалуваме, да се бориме против насилството и против неправдата, а истовремено да ги поттикнуваме љубопитноста, разбирањето за друг, соработката и пред се довербата. На многу начини ние сме општество со размишljена доверба во различни сегменти. Наставниот кадар поминува обуки по различни теми, дел од содржините се секаде применливи, како што е трансформација на конфликти, однос кон конфликтите, вклучување во училишна заедница, дури и организирање на функционирањето на училиштето би требало да им биде достапно и отворено како на младите, така и на наставниот кадар. Меѓутоа, понатаму, зависно од училиштата, секој бираат кој тип на активности им одговара. Имаат голема слобода во креирање на истите, само мора да можеме да си објасниме на кој начин тоа е мировна активност, по што се разликува од некои други. Така да работат, да кажеме, редовно мировни паради за Денот на мирот, работилници тематски, разни видови напишувања пораки, обраќање, графити, активности, танц театар, флешмоб, се што практично ги интересира, зависно од учениците. Вообичаено е наставниот кадар нешто од програмата, од активностите да обмисли сам, но нешто да ги совере учениците со кои што работи, да ги праша просто што сакат. Да своји идеи. И да се развива тоа понатаму. Така, да се насочи така. Се вели, живееме во свет во кој што војните и насилството се манифестираат секојдневно и не штедејќи никого. Свет во кој животите на милиони деца и млади луѓе постојано се изложени на опасности. Реално, какви се последици децата трпат во денешно општество? Конкретно и за Македонија. Па, во ова време, каде што техниката и технологијата е зема поголем замав, децата се изложени на секаков вид на проблеми, а особено е проблемот што се појавува преку користење на технологијата. Така, социјалните мрежи никако си го направија своето. Колку луѓето ги чувствуваат позитивните страни, факт е дека ги чувствуваат и негативните. Ги чувствуваат позитивните страни, но кај помладата популација мислам дека негативните страни се многу почувствувани и затоа ние одржавме една кампања, една работилница за cyberbullyingот, што е една модерна појава кај нас, да се каже. И децата... Признаваат ли децата дека се жртви на тоа или не гледаат така? Први си даваат некаков отпор дека тоа воопшто не постои, но кога малку ќе се поразговара со нив и тие ќе се отворат, ќе погледаме, ќе видиме дека многу е проширена таа појава, иако тие се несвесни дека си прават насилство едни врз други. Сепак тоа е несвесна појава, а многу е проширена кај младата популација. Така. Би дополнила дека не е нормализирано насилството. Ние не учиме поинакви модели, отколку да се биде посилен, да се повреди, да се надјача некој друг. И истовремено, она што се случува на општествено ниво, длабоко влегува во сите пори понатаму, и во основно, и во средно, дури и во градинките. Така да децата учат модели кои што се у старт нефункционални. На поделеност, на негативност кон другиот, на политичка, партиска определеност, се она што не може да ги направи активни граѓани кога ќе искочат од средните училишта, од клупите во кои што се сега, ќе го репродуцираат ова што го научиле до сега. И тука ни е главниот проблем со кој што сакаме да се Претпоставам дека и на тој проблем како решение гледате во комуникацијата помеѓу едните и другите, нели, припадници на различна етничка. Така и оттаму веројатно и тоа е клучен фактор во борбата за мирот во Македонија, ако можам да кажам. Најголемиот проблем мислам дека сите овие појави кај децата се чувствуваат како нормални појави.
Затоа кога ние ќе им зборуваме за некаква појава, тие се чудат. Значи, си прашуваат себе си дали и ова е некаков вид на насилство. Значи, многу видови на насилство кои се не, така да се прикаже, не понасилни, се За нив се некако... за нив се како нормална појава. Тоа сакав да кажам, да. Да. А кога ние секојдневие си, веројатно заради тоа не обрнуваат толку внимание, а од друга страна се сепак насилство. Тоа се сакав да кажам. Почнавме, проектот е започнат како реакција на меѓуетничката подоба. Меѓутоа, со тек на време осознавме дека има потреба за овој вид на работење во сите средини негде, и дека се надополнува, и дека дури сами доаѓаат наставници со идеи дека би сакале да работат нешто. Општеството е поделено и по други основи, урбано, рурално, според економските состојби, според политички припадности на родителите и во албанскиот и во македонскиот блок, и тоа све некаде влијае врз самите деца, да немаат простор, ниту да растат на известен начин заштитени, ниту да растат да учат дека они ќе бидат активни граѓани, критички настроени, кои што ќе придонесуваат кон општо добро, кои што ќе се грижат за послабите, за маргинализираните, за оние кои што се некаде во полоша состојба од нив. Што е со говорот на омраза, колку тоа е честа појава кај младите кај нас? И тој говорот на омраза е честа појава. Се појавува во секаков вид, но мислам дека со тек на времето, ако ние си работиме со овие кампањи, неформални, па и формални, преку разни предметни, како што се општествените предмети, социологија, психологија, јас сум оптимист дека може да се подобрат нештата и да доаѓаме во некое, како да се каже, оптимално решење за сите, да се откорне целото тоа, но да се минимизираат сите овие појави. За сите нас да имаме едно подобро утре. Така, ова е неформално образование. Јас и претходно ве прашав пред да се вклучат камерите, дали сметате дека треба да биде можеби како дел од формалното образование? Ми рековте не сакате да се створи отпор кон предметот, односно воопшто кон мировното образование како поим. Што би кажале во односно тоа? Би сакале да најдеме најадекватна форма и таа да дојде од базата, од самиот наставен кадар, со нив да имаме најдобри увиди да добиеме, да видиме на кој начин впрочем тоа би можело да се формализира, да опфати што поголем број на ученици, али да не биде само по форма, да не биде само занемарена содржина. Дека колку треба да се оди, да се учи и тоа само колку така да се помине. Клучно за мировното образование важно е што се учи, меѓутоа и начинот на кој што се учи и е вредносно обоено. Така да би требало да биде поише задоволство него обврска, како за наставниците, така и за самите ученици. Така, мирот е секој чекор, така велите вие, па како би го финиширале денешниот разговор со една убава порака до сите оние кои што не гледаат? Паќа çdo hap dhe çdo fëmijë, çdo njeri i cili dëshiron të jetojë jetë e lumtur, duhet të jetojë në paqe. Mirot je sekoj čekor i sekoj čovek što saka da žive, sekoj mlad čovek što saka da žive dobar život, treba da je mirotvorец. Ана, вие? Ја би сакала да се поттикнуваме едни со други, да промислуваме, ако не секојдневно, бар од време на време, што правам јас лично да биде подобро. Ке се служите дека и медиумската поддршка е особено важна. Ние секогаш сме тука да промовираме убави работи и да придонесуваме во свесноста на нашиот народ и подигнувањето на истата во однос на одредени нешта, а конкретно денеска за мировното образование. Токму затоа ви благодарам што не поканивте и што одговоривте на овој наш повик да отвориме простор за промислување и поттикнување на мирот и градење на мирот. Благодарам за гостувањето.